Ако власта остане глува на нашите барања, свесно ќе ја погреба македонската музика и култура. Дел од музичарите, револтирани од владините протоколи, излегува на улица. Незадоволни се од одлуката да може да се свири на свадби, но не и во останатите угостителски објекти како што се ресторани, кафулиња и ноќни клубови. Вела дека биле единствени на кои се уште не им било дозволено да работат и како што вела се чувствуваат дискриминирано. Да ставиме точка на малтретирањето кое што го доживувавме последниве месеци и години. Дојде времето да не пуштат да си работиме работата. Без причина сме дискриминирани по различни основи. Мислам, сите ние сметаме дека дојдоа, дека условите се постигнати, да можеме да се бавиме со нашата уставна и уставно гарантирана дејност. Сега следуваат матурите и луѓето сакаат, например, да си прослават матура, зошто да не? Така да и ние сакаме да работиме, има луѓе што сакаат да си прослават, би сакале да ни дозволат да работиме. Дел од музичарите вела дека голем дел од семејствата се на работна екзистенција. Следниот пат вела дека ќе дојдат заедно со нивните деца за владата да види кого оставаат гладни. Голем дел од нашите членови се единствените кои заработуваат во семејствата за живот и ако сакаат сега да правиме и, не знам, турски серии, можеме да доеме и со децата и семејствата. Затоа имам црна трака на ракавот, затоа што сметаме дека е ова малтене погребување на македонската музика. Музичарите уштелани предложи и протокол за мали настани за некако да почнат да работат, но и по една година од владата одговор нема. Инаку поради пандемијата веќе 15 месеци над 1500 музичари немаат настапи и седат дома. Паралелно според протоколот свадби ќе има, ама без гушкање, ракување и без оро. За непочитување на протоколите предвидени се казни од 2500 па се до 30.000 евра за локалот во зависност од големината. Дали на свадбите ќе се почитуваат протоколите ќе ги контролира пазарната инспекција. Во меѓувреме според здравствените власти, олабавување на рестриктивните мерки ќе има од 15 јуни, но само ако здравствената состојба остане добра.